Транспарентот со надпис Сашо Гешовски, невина жртва на воените злосторства на Слобој Фрањо, доведе до инцидент пред зградата на градската управа во Сплит. Нападнат бил познатиот сплитски активист и член на партијата Нова левица Зоран Буриќ на одбележувањето на 28 годишнината од демонстрациите против окупацијата на Република Хрватска од страна на ЈНА. За Алфа телевизија Буриќ го потврди инцидентот, велејќи дека поради желбата да му изразат почит на македонецот Гешовски, тој и неговите пријатели биле нападнати и тепани. Мој пријател Марко Гај е предложија да ми донесемо нешто и да комеморирamo то убојство Саше Гешовскога. И он е написа на еден транспарент, уствари на два транспарента, написа е Сашо Гешовски, Кавадарци, 31.10.1981, повлака Сплит, 6.5.1991. Невина жртва ратних злочинаца Слобе и Фрање. И након тога се десило да су скочили ти побешњели, ти некакви, не знам кои су неки националисти или што су неки бранители, суверенисти, на нас да кои смо ми тој Југославенчине, да су се они борили за Југославију, почели су нас туч и вуч. Тој вели дека од полицијата која била во близина немало никаква реакција. Тој бија представник полиција кој не опќе реагира. Така да су нас вербално и физички злостављали. А кој е Сашо Гешовски? Тој се смета како символична жртва на бесмисленоста на војната. Тој загина во вооружените судири кои постепено ескалираа во војна во Хрватска, односно во Југословенска војна, во која неговата родна Македонија не ни учествуваше. Гешовски, кој бил роден на 31 октомври 1971 година во Кавадарци, од овој свет замина на свој 19 години, додека бил на служење на редовниот воен рок. 6 мај 1991 година е денот на неговата смрт, кога активистите на Хрватската унија на синдикатите, начело со Озрен Матјашевиќ и Јуре Шундов, организираа големи демонстрации, чија цел била деблокада на хрватското село Киево, кое било под блокада на српски паравоени формации. Пред демонстрациите дошло до насилство, кое ескалирало во кратка преселка меѓу војниците од ЈНА и припадниците на хрватската полиција, а еден од куршумите завршил во Гешовски. Се уште останува непознато како загина Сашо. Според едни кажувања, тој е убиен од хрватскиот полицаец Иван Врдољак, а според други пак од негов старешина, поручник во ЈНА.